Здраво на сите! Јас сум Виолета Стевановска, одделенски наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола и за денеска наставник сум во трето одделение и за денеска имаме една доста интересна содржина од предметот математика, односно делење на поголемите броеви. Во нашата училница ќе биде доста забавно. Ние наставниците стоиме тука на располагање да споделиме знаења, да ве научиме и во овој период кога вие седите дома, да го збогатиме вашето искуство, знаење, да научите нови работи, за да можете да продолжите понатаму со учењето кога ќе се вратиме во училишните клуби. Пред да започнеме, односно да навлеземе во суштината на делењето на поголемите броеви, би сакала да се навратиме малце назад, за да видиме што представува во суштина делењето. Во примерот имаме 10 цветчиња. Гледаме дека цветчињата се поделени во две колони. И ако забележиме, ќе видиме дека во првата колона има 5 цветови, кои ќе ги заокружиме сега. Значи ова се тука 5 цветови. И исто така, во втората колона имаме уште 5 цветови. Ете така. Значи гледаме дека купно биле 10 цветови, и се поделени на едно место 5 и на уште едно место 5. Значи, што е делењето? Делењето представува поделба меѓутоа на еднакви делови. Односно, тоа е поделба на еднакви делови, при што првиот број во делењето е деленик, вториот број во делењето е делител, а крајниот резултат кој го добиваме се нарекува количник. Зошто е важно ова да го знаеме? Ова е важно да го знаеме заради тоа што ни е потребна математичката терминологија која подоцна ќе ја изучувате и која треба постојано да се надоградува, што значи дека ние треба да започнеме веќе математички да се изразуваме. Ајде сега да си продолжиме понатаму. За да продолжиме понатаму, исто така треба да обратиме внимание на една суштинска работа, односно тоа е како двуцифрените броеви се делат, односно како се разложуваат, бидејќи денеска ќе делиме со разложување. Го имаме тука во примерот бројот 39. Во бројот 39 имаме десетки и единици, односно имаме 3 десетки, 9 единици и тоа како броен израз може да се запише 30 плюс 9. Понатаму го имаме бројот 42, кој има 4 десетки, 2 единици, односно може да се запише како 40 плюс 2. Понатаму го имаме бројот 64, тој има 6 десетки, 4 единици, или може да се запише како 60 плюс 4. Значи тоа е суштината на разложувањето. И сега да продолжиме понатаму, односно да видиме на кој начин ќе можеме да делиме. Ајде да си продолжиме понатаму. Сега, го имаме бројот 24. Што е суштината на разложувањето? Суштината на разложувањето е првиот број, односно, како што рековме математички, деленикот, да го разложиме, значи овој метод ќе го користиме методот на разложување, со тоа што го разложуваме на десетки и единици и десетката од деленикот ја делиме со делителот, а исто така единицата од деленикот ја делиме со делителот. Ете тоа е методата која ја спроведуваме со разложување и добиваме 20 делено на 2 плюс 4 делено на 2. 20 делено на 2 ни е еднакво на 10, 4 делено на 2 е еднакво на 2 и крајниот резултат, односно количникот, е бројот 12. Ако математички ги собериме 12 плюс 12, ќе го добиеме бројот 24. Односно, 24 го делиме на 2 еднакви дела и го добиваме количникот 12. Во продолжение, ви уште еднаш образложението на кој начин се делат поголемите броеви со разложување. Ајде сега да продолжиме понатаму, односно да ги разгледаме другите задачи кои ни се дадени во ова видео, за да може да го сватиме делењето со разложување. 84 делено
на 4. Односно 80 делено на 4 плюс 4 делено на 4. Тоа е еднакво на 20 плюс 1 или 21. 39 делено на 3, со тоа што 39 го делиме на 30 и 9, 30 го делиме со деленикот, делителот, и 9 го делиме со делителот. Со тоа што добиваме 10 плюс 3 или тоа е 13. 48 делено на 4 е еднакво на 40, односно 4 десетки, и 8, односно 8 единици. Значи десетката од деленикот ја делиме со делителот и исто така единицата од деленикот ја делиме со делителот. Добиваме 10 плюс 2, кое е еднакво на 12. Ете тоа е, тие се примерите за делењето, а сега продолжуваме понатаму, односно нешто многу битно, кое ќе ви е потребно за решавање на проблемски ситуации или текстуалните задачи. Кога решаваме проблемски ситуации или текстуални задачи, потребно е секогаш да внимаваме на зборовите кои ни се дадени во текстот. Ајде да преминеме на главното. Во една продавница се донесени 48 корпи леб, а во другата продавница 4 пати помалку од првата. Колку корпи леб се донеле во втората продавница? Значи, бројките кои ги имаме во текстот, односно во проблемот кој ни е зададен и кој треба да го решиме, треба да ги претвориме во математички израз кој ќе ни ја даде точната бројка. Значи, во првата продавница имало 48 корпи леб. Во втората 4 пати помалку од првата, ова што веќе ви го подвлеков. 4 пати помалку, кога имаме израз во текстуална задача 4 пати помалку, тогаш го ја користиме операцијата делење и на тој начин продолжуваме со решавање на задачата. Односно 48 делено на 4. Меѓутоа сега го користиме методот на разложување повторно, односно бројот 48 го разложуваме на 40, односно 4 десетки, и 8, односно 8 единици. Десетката од деленикот ја делиме со делителот и единицата од деленикот исто така ја делиме со делителот, со тоа што 40 делено на 4 го добиваме дека е 10, 8 делено на 4 е еднакво на 2 и количникот, крајниот производ, крајниот резултат е бројот 12. Значи 48 делено на 4 е еднакво на 12. Кога станува збор за текстуалните задачи, гледаме дека на крајот на секоја текстуална задача секогаш има поставено одредено прашање. Тоа прашање треба да се на тоа прашање секогаш треба да се даде одговор. И затоа во текстуалната задача секогаш имаме решение и потоа одговор. Што значи одговорот би бил во втората продавница се донеле 12 корпи леб. Ете така. А сега продолжуваме понатаму, односно има задачи за вас. Првата задача се однесува на тоа што бројките ќе ги поделите, ќе ги разложите, а потоа ќе продолжите со поделување, со делење. Во втората, третата и четвртата задача имате текстуални задачи или проблемски ситуации, односно, како што кажа, зборови кои треба да ги претворите во бројни изрази и да ја решите самата задача. Правете го тоа без брзање, размислувајте, користете го ова видео за да може да се потсетувате како да го направите делењето со разложување. Се надевам дека нема да ви биде тешко, дека успешно ќе ги решите задачите во вашите домашни тетрадки и дека резултатот ќе ви биде точен. Се гледаме, дечки!